Есента 2023 година во Македонија се формираше, можам слободно да кажам од денешен аспект, македонската хорска атракција Фрида од Македонија. Хор кој што со себе носи многу радост, многу ведрина и многу среќни и задоволни членови. И токму за Фрида од Македонија ќе зборуваме во минутите кои што следуваат со главниот виновник за настанување на овој хор, диригентката Сузана Турунџиева. Сузе, добар ден и добре дојде. Добар ден, Снежи, добар ден до гледачите и драго ми е што говориме за нешто толку убаво, кое навистина представува епицентар на радоста, љубовта и една силна, позитивна женска енергија. Женскиот хор, аматерскиот, мора да нагласиме, женски хор Фрида од Македонија, е познат по ведрината и енергијата која што ја носи со себе на своите настапи. Но познат е и по тоа дека неговите членки, кои што постојано, бројот на членовите постојано се зголемува, се луѓе кои што се презадоволни од тоа што членуваат во него. Па веројатно ние таму започнавме една приказна во која не инсистиравме на класична хорска литература, и тоа им даде една слобода и една блискост меѓусебно. Создадовме сестринство, ние не создадовме хор, ние создадовме едно големо сестринство кое секојдневно расте и се зголемува, каде ја комбинираме музиката и хуманоста во едно. Кога велам не негуваме класичен репертоар хорски, значи дека ние не пееме хорска литература, ниту пак стремиме да се надпреваруваме со останатите хорови во нашата земја. Ние сме една голема распеана женска заедница, каде што јас многу внимателно и посветено го бирам репертоарот, да бидат песни и од нивното време, и од нивната младост, но и песни кои можат да се направат аранжмани, па да изгледа сето тоа многу интересно. Кога велиш од нивното време, само да кажеме дека некако овој женски хор носи предзнак 40+. Да, има и 40+, и 50, и 60, и 70, и 80+. Највозрасната членка ни е 85 години, меѓутоа има таква енергија, таква волја, таква радост блика од неа. Таа е постојано со кренати раце на проба и сите наши очи се вперени токму во неа и таа не подсетува колку е животот миллив и краток и дека навистина не треба да придаваме значение на незначајни работи, туку да се радуваме сега и тука и пробите траат и се одолжуваат и најтешкото од се е да ги завршиме некако тие проби. Крајот е тежок бидејќи тука ајде уште една песна, па тоа преминува во забава, во една релаксирана атмосфера и навистина се тоа минути безценети. Лично познавам членови на хорот кои што се пресреќни заради тоа што се дел од Фрида, но и знам и дека оние кои што доаѓаат на вашите настапи, на вашите концерти, слободно можам да кажам, дека се исто така презадоволни од она што можат да го слушнат и да го видат кога Фрида настапува. Па да, јас се обидувам да се прилагодам и на сите нивни барања, колку што се може, се разбира, не можам на сите, бидејќи јас имам многу членови, ние работиме во 3 групи, во 3 секции, во секоја од секциите има по 50 на Фриди. Така да во моментов с бруто нето сме некаде околу 150, но не работиме сите заедно, се разбира. 20 не напуштија во текот на овие 2,5 години заради тоа што никако не можеа да го ускладат своето работно време, своите приватни обврски и така натаму други од здравствени причини, меѓутоа се радувам што најголемиот дел на јадрото остана и добрата енергија ја праќаме многу далеку, не само поради тоа што се пеат песни кои се неверојатно исцелителни. Ние во првите 30 минути не пееме ништо друго, освен што пееме баџани. Тоа се едни исцелителни песни кои што се пеат во процес на медитација. Тие си медитираат, тие си се олабавуваат. Баџаните се пеат на санскрит. Санскрит е најстариот јазик во светот од кој настанале сите јазици. И тие се страшно релаксирачки композиции, песни кои буквално им даваат можност и простор да направат еден целосен детокс, да ги сфрлат сите грижи, сите стравови, сите
сите нивни проблеми со кои влегле таму и така се опуштени што после 30 минути тие се тотално рефреширани и нови. И секогаш им потенцирам, ве замолувам, бидете точни да не го пропуштите најважниот дел од пробата. Потоа веќе почнуваме да го работиме репертоарот, но секоја една од нив во приватна порака знае да ми напише во текот на деновите дека ти благодарам што ни ја откри тие песни, тие лековити песни кои што толку добро ги користиме и во својот приватен живот и останатите денови кога не доаѓаме на проби ни помагаат навистина да го решиме стресот и да се чувствуваме многу подобро. Така да ми се чини дека таа е формулата. Јас не ги комплицирам многу работите, не барам од нив како аматери, не барам ништо претерано, пееме некогаш двоглас, некогаш троглас, некогаш и во 4 гласа пееме ако ни дозволува аранжманот, меѓутоа знам дека во таа аматерска приказна најважна е љубовта и страста со која се пее, а ние ја имаме навистина во завидна количина. Исто така можам да забележам дека вашите настапи, не сите, но дел од вашите настапи имаат и хуманитарна порака, знаете да организирате и некакви базари, условно кажано, во кои што дел од членовите на хорот изложуваат своји ракотворби, а потоа сето тоа оди, значи од продадените средства тоа оди во хуманитарни цели. Така е. Ние нон-стоп организираме базари, бидејќи јас имав среќа да во таа моја голема женска заедница се зачленат жени креативци, ракотворци, жени кои не им е само хоби, на некои од нив им е и професија да изработуваат рачни изработки, така да така некако ја здушивме таа наша заедничка мисија, енергија и формираме фонд, имаме одговорни лица, имаме одговорни тела во заедницата кои што секој месец работат на тоа да тој фонд го зголемуваме со наши донации, со продажба на тие нивни изработки. Имаме една онлайн продавница Фрида Ќоше фактички, каде што непрестано споделуваме и подсетуваме дека се што ќе се купи од тоа Фрида Ќоше, средствата одат за донација, така да се е во духот на Фрида, нашата инспирација, нашата муза, нашиот патрон, жената која поминала многу тешки моменти во животот и на сите ни е некако подсетник дека што и да е, ќе помине, мораме да стоиме на нозе. Она што го донесовте денеса е дел од вашата колекција на такви некои, можам слободно да кажам, сувенири. Да. Банкнотата, нашата валута. 100 фриди македонски. Да, ова е само едно од оние нешта кои ние си ги имаме брендирано. 100 фриди македонски е валутата која ја промовиравме на минатогодишното Скопско лето, кога една од композициите во нашиот репертоар беше Мани Мани, познатиот хит на АБА, и во финалниот дел на песната овие фриди македонски летаа низ публиката од пиштолите за забава кои што ги пукаа нашите членки и тоа беше спектакуларен момент на вистина. И овие 100 фриди македонски ги нарачуваа потоа и ги бараа да ги купат многу наши следбеници, многу наши фанови, инаку тоа не е единственото нешто кое што го има хорот, имаме свое вино, црно вино Вранец, кое го прават само за нас, една семејна винарија во Кавадарци, и средствата од тоа вино исто така одат, тоа се продава во нашето ќоше, исто така одат за хуманитарни цели. Имаме наш ајвар, Фрида ајвар, кој што го изработуваат нашите фриди и во процес сме на уште неколку нови производи да ги брендираме, да бидат наши, препознатливи и да испраќаме со тоа уште една порака дека кога постои љубов и креативност, буквално немаш граница до каде можеш да ја шириш и испраќаш таа силна порака. Те слушам додека зборуваш и сваќам дека навистина е точна изреката, поговорката, оној што пее зло не мисли. Ова покажува само дека сите вие фриди собрани во тоа ваше, тоа не е само хор, тоа е дружба, тоа е заедница, тоа е семејство. Семејство, навистина сте преполни со љубов.
Па јас сум благословена што на подарок од животот добив толку многу прекрасни жени, навистина немам зборови за благодарност и секојдневно кога отварам очи и навечер кога легнувам му се заблагодарувам на животот што ми даде толку многу срца таму што чукаат како едно и кога на проба ќе ги видам нивните очи вперени во мене и тогаш навистина се чувствувам. Не можам да ти кажам како се чувствувам, понекогаш и ми не достигаат зборови, но знам дека музиката си го прави своето, бидејќи тие таму си ги исполнуваат своите неостварени детски соништа, кога можеби и немале време, некои од нив и биле сосема фокусирани на нешто друго, биле спречени од икс причини и сега буквално со солзи во очите ги пеат своите омилени песни, особено во последниот, финалниот дел од нашите проби, а секогаш оставам простор 15 минути за шоу, караоке шоу, во кое им задавам задачи на одредени меѓу нив да испеат нешто на караоке и тоа се најубавите моменти и тие тогаш буквално ги доживуваат своите најубави минути, така и ги запознавам повеќе приватно, бидејќи за жал немаме многу време да се дружиме, но ете од последната сезона веќе имаме и менаџерски тим и наш менаџерка, која не поттикнува да размислуваме и на дружење надвор од просториите во кои работиме и затоа силно сме фокусирани на организација на тимбилдинг која ќе биде 3 во 1, ќе биде и концерт, и малку туристички да прошетаме, но и малку да попееме. И за крај, каде наскоро би можеле да ве видат оние и да ве слушнат оние кои што сакаат да уживаат во музиката на користките од Фрида? Па, еве скоро сега наредна недела на 6 март ќе настапиме на отворањето на државното првенство на уметничко лизгање во Борис Трајковски. Ќе изведеме нашата химна која се вика Песната е лек. Нашите следбеници веќе ја пеат и е буквално присутна на сите забави. На 24 март ќе имаме наш солистички концерт во Музеот на македонската револуционерна борба. А потоа каде следно ќе биде, навистина не можам да се сетам. Добро, до крајот на март еве има 2 настани, од кои едниот е солистички концерт, кој што и го најавуваме, па сите оние кои што сакаат да уживаат. Добре дојдени се. Така се, добре дојдени, ќе повторам во Музеот на македонската национална борба. Сузет, ти благодарам за гостувањето. Благодарам многу.